Денес имаме изложба на 12 труда кои што се изработени од студентите од архитектонски факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Станува збор за соработка на Општина Центар и факултетот со кои што заедно изработуваме проекти, односно научни трудови кои што нормално потоа ќе избереме кој каде како ќе примениме. И воедно ја користиме оваа прилика за да можат и студентите во пракса, да во соработка со општината да можат да ги кажат своите знаења и познавања, односно своите визии и идеи. Од друга страна, нас од општина ни е во корист, бидејќи ќе успееме да добиеме знаење плюс за некои работи како да ги изведеме на терен и како некои работи ги подобриме во делот со, ајде да кажам, заштита на зелени површини, нови велосипедски патеки, нови пешачки патеки. Нормално тука се вклучени стручни луѓе во сообраќајот заради пешаците, динамичниот сообраќај, велосипедистите и така натака. И најдобро е кога ќе земеме, ајде да кажам, памет или ум од повеќе луѓе, затоа денеска правевме една изложба во која што нормално се поканети сите кои што сакаат да присуствуваат и да дискутираат во врска со тоа. Ние нормално ќе чекаме изложбата да заврши, потоа ќе заедно ќе донесеме одлуки што тоа како ќе преминуваме. Добро, откако ќе се донесат одлуките, што се прави? Тогаш пристапуваме ние кон распишување на јавна набавка која што треба да ја спроведеме на дело. Значи ќе одберете еден проект и да, па ќе зависи кој како ќе ни дадеме приоритет. Можеби повеќе ќе бидат, нема да биде само еден. Зависно од која локација како. Добро, хвала. Ја само можам да се заблагодарам и да ја поздравам оваа соработка со Општина Центар, која што архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи веќе во континуитет ја има, бидејќи соработката не е само за да се разработуваат различни задачи во процесот на едукација, туку и можноста да всушност размениме различни мислења, согледување и сценарија за развојот на соседството. Целта на архитектонски факултет е да образува и тоа образование не иде само за студентите, тоа иде и за граѓаните, се разбира за колегите во општините кои што работат и сите кои што на некој начин партиципираат во процесот на уредување на просторот. Со една заедничка цел да го направиме нашиот град и во овој случај нашето соседство, каде што и архитектонскиот факултет е сместен, да го направиме уште подобро. Вашето име и презиме како? Огнен Марина.